На влезот на Музеот на македонската борба за самостојност се изложени најважните документи поврзани со државноста на Република Македонија. Декларацијата за сувереност на Социјалистичка Република Македонија, Декларацијата за независност и Декларацијата за меѓународно признавање на Република Македонија. Каква е важноста на трите документи кои што се поставени на влезот на Музеот на македонската борба, врз кој што се крепи денот на независноста на Република Македонија? Трите декларации, односно едноставни парчиња хартија кои се поставени во фоето на Музеот на македонската борба за самостојност, се од непроценлива важност за современата македонска држава, бидејќи со тие три декларации се ударени темелите на современата македонска, односно е создадена независноста на Македонија на 8 септември, во чија што музејска поставка е насочена целокупната борба возвучни фигури, историски личности, оригинални предмети, токму за тие три декларации. На 25 јануари 1991 година е усвоена Декларацијата за сувереност. Декларацијата за независност е усвоена на 17 септември и истата година на 19 декември 1991 е усвоена Декларацијата за меѓународно признавање. Што е она што е запишано во трите декларации и што не треба никогаш да го заборавиме? Првата декларација се однесува на Декларацијата за сувереност на Социјалистичка Република Македонија, усвоена од Собранието на 25 јануари 1991 година. Со тоа започнува процесот кон кон референдумот на 8 септември 1991 година. Извадок од декларацијата, член 4. Социјалистичка Република Македонија, како суверена држава, самостојно одлучува за идните односи со државите на другите народи во Југославија, во согласност со своите интереси по мирен и демократски пат. Втората декларација е највисоката, односно прифаќањето на референдумските резултати од 17 септември 1991 година, односно представена декларацијата за независност на Македонија, за која што се положени голем број на животи во македонската повековековната борба за ослободување на Македонија, создавање на самостојна држава. Извадок од декларацијата, член 1. Собранието на Република Македонија констатира дека граѓаните на Република Македонија на референдумот одржан на 8 септември оваа година, само потврдувајќи ја плебисцитарно државноста и сувереноста на Република Македонија, ја изразија својата волја и го дадоа својот глас Република Македонија да се конституира како суверена и самостојна држава Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на Југославија. Граѓаните на Република Македонија со тоа на демократски начин испишаа нова страница во македонската многувековна историја за заокружување на самостојноста и сувереноста на Република Македонија како држава. Третата декларација се однесува на меѓународното признавање на Македонија, усвоено од Собранието на 19 декември 1991 година, со која започна и процесот за меѓународно признавање на државата. Извадок од декларацијата. Прва точка. Република Македонија, како суверена и независна држава, бара да биде меѓународно признаена. Во Музеот на македонската борба е сублимирана целокупната борба, како што кажавте, на македонскиот народ, токму за оној чин на признавање на независност на 8 септември. Кој период го опфаќа оваа постановка? Започнуваме со Карпошовото востание од 1689 година, односно од првот неформален отпор против османлиската власт, ајдуството. Потоа го опфаќа периодот на двете први официјални вооружени востанија, Разловечкото и едно од најбитните секако Кресненско-македонското востание, во кое востание е формирана прва привремена востаничка влада од 1878, како последица од непочитувањето на членот 23 од Берлинскиот мировен договор се случи Кресненско-македонското востание. Секако тука е културната борба, односно преродбата. Официјалните темели на револуционерната борба се од 23 октомври 1893 година преку формирањето на Македонската револуционерна организација. Секако тука е најпознатото востание Линденското, создавањето на Крушевската република, врз чии темели создадени на современата македонска држава на Аснон и на 8 септември 1991 година.
периодот на Прва, Втора светска војна, НОБ, АСНОМ и времето на Социјалистичка федеративна република Југославија, односно и малце заборавени личности од нашата историја, кои сепак и тие беа жртви, ги дадоа животите за создавање на посебна македонска држава која резултираше на 8 септември 1991. Низ целата музејска постановка во Музеот на македонската борба за самостојност е отсликан стремежот на македонскиот народ за создавање своја самостојна држава.